Со мене во студиото и ова утро е мојот колега Дејан Андоновиќ, со кого ќе поразговараме за актуелностите од светот, меѓутоа и од домашната сцена. Велам добро утро за Дејан. Добро утро, Дејан. Добро утро, Дејан. Добро дојдовте. Добро ве најдов. Ето. Дејан, што имаме од она што се случи од изминативе 24 часа? Што може да издвоиме на нашите гледачи, да им представиме како информации кои би можеле да го задржиме нивното внимание од светската сцена? Она што е на светските тикери денеска главна као најава или вест е секако најавениот говор или обраќање до јавноста, до домашната и светската јавност се разбира, на рускиот претседател Владимир Путин, кој денеска треба да се обрати. Не се знае што е причината за овој најавен говор. Портпаролот на Кремљ Димитри Песков излезе и рече дека во текот на денот, не знам сега колку точно часот се уште не е прецизирано, Путин ќе се обрати на јавноста. Се стравува, се шпекулира и се стравува дека една од главните причини за овој говор и обраќање е дека Путин ќе најави нов бран на мобилизација. Ова е втор бран, у септември беше првиот бран кога беа мобилизирани 300.000 луѓе и кога Што тоа значи да? И кога ја објави таа мобилизација, многу од русите нели избега во странство. Што тоа значи? Тоа значи дека со доаѓањето на новата командна структура и преземањето на главната команда од руската војска, значи од началникот на генералштабот на руската армија и неговите генерали, и на некој начин потиснувањето на оние чеченски групи и групата Вагнер кои беа повеќе присутни на теренот, се отвори простор за потреба руската армија да добие дополнителни сили кои би требало да ја започна следната фаза на воената инвазија врз Украина. Зимото таму дојде, замрзната е земјата и веројатно тоа русите и руските стратези планираат да го искористат за да можат да се движат оние тешки оклопни возила и тенкови, бидејќи дека беше распутицата и калот, таму тие не можеа да се движат. Се смета дека у оваа фаза русите сакаат целосно да воспостават контрола врз Донецк, односно Донбас, целиот тој регион, и веќе се навестуваат неколку други стратегии, како што едната е да се тргне од Белорусија кон Киев или кон Лавов, за да се прекине онаа линија на снабдување на украинската армија од страна на НАТО силите, која е исчекување од друга страна да ги добие оние тешки оклопни возила од Германија, Британија и останатите земји членки на НАТО, и од Холандија, која вчера најави дека ќе испрати ракетен систем од типот Патриот за потребите на украинската армија. Сума сумарум, двете армии се подготвуваат за следна фаза на војната, за да имате нели следна фаза и да ја задржите иницијативата на теренот, морате да имате доволен број на трупи. Подолго време се зборува дека Русија во оваа војна влезе со малку војници, прво влезе со 120.000, па со 150.000, па овие 300.000 нови војници кои се уште не се доволно обучени, не се вметнати во сите единици кои се борат во Украина. Ако се прогласи ова спекулативно се разбира во моментов, доколку Путин прогласи нов бран на мобилизација, тоа значи дека русите сериозно планираат да ја реализираат најавената нова фаза. Жешка пролет. Да, но ќе видиме зима, жешката пролет. Но ќе видиме па какви реакции ќе има внатре во самата Русија, бидејќи да не знаеш дека секогаш кога има нов бран на мобилизација, има еден дел на луѓе кои не се согласуваат да бидат мобилизирани. Во првиот бран доста руси избега или ја напуштија Русија, избегнувајќи го ја мобилизацијата. Сега ќе видиме што е понатаму. Се на се нема да се смират работите, туку таму очигледно тек допрва ќе дојде до сериозни судари. Кога се подготвува за емисијата, случајно и видов информации, нели, поврзани со Украина, видов една мапа интересна, споделена токму од руските медиуми од Спутник, во која што, нели, оние три области кои што Русија со референдум треба да се четири. Се извинувам. 4 области кои што Русија со референдум ги приклучи кон незината територија, тие во целост не се под контрола на терен на руските сили. Запорожје и доле источните или јужните како Херсонскиот. Да, тоа се делови кои што украинските сили надлабоко се навлезени во тие предели.
Што може да се очекува тука? Според тие мапи што си ги видел и според најавите се очекува дека руската армија во наредните месеци Ќе ги враќа тие територии или ќе токму направи? тоа има неколку опции. Едната од опциите е од Белорусија да се тргне кон Киев, другата опција од Белорусија да се тргне кон Лавив и тој дел таму да се затвори долж границата со НАТО за да се спречи. Тампонира, да нема логистика И третата, можеби најреална, која ја сега се повеќе ја зборуваат русите и нивните воени блогери, е дека Русија што прави сега? Практично ги мобилизира сите сили на украинската армија, која нема неисцрпни капацитети во човечки ресурси. Се смета дека уште околу 180.000 војници имаат оперативни украинците кои се стационирани и развлечени во Донбас, каде што се уште го бранат Бахмут, каде што се најголемите борби. Се смета дека русите одат на оваа фаза на исцрпување на тие трупи, кои па подоцна ќе покажат голема слабост во Херсонскиот дел, бидејќи русите не се откажуваат од Херсон да отидат на Одеса и да го затворат коридорот на Црно море, што потоа би имало целосна контрола на Црно море и доставувањето на некаква помош од страна на НАТО би било невозможена. Токму велам дека ова е можеби клучната фаза на руската армија, која треба да ги исцрпи последните човечки резерви на украинските трупи, бидејќи ова се тие 180.000 војници кои се добро обучени и кои беа обучувани изминатите години од НАТО. Доколку успеат русите да им ги исцрпат овие ресурси, подоцна на сите овие 4 области кои ги спомна многу полесно ќе може да влезат, а за да тоа да го направат е шпекулацијата денеска дека Путин планира да мобилизира дополнителни војници, нема број. Нема бројка, се уште нема, не се но шпекулира ајде да земеме да калкулираме, имаше 150.000 војници во првата фаза, мобилизирани се нови 300.000 во септември, кои се уште не се велам пополнети во единиците, но полека се пополнуваат, нели обуката мора да е барем 6 месеци до година и веројатно овие сега ќе бидат имплементирани, а новиот бран ќе биде у обука и веројатно со негде околу 600-700.000 војници русите на пролет ќе направат оваа фаза која сега јас и тие зборуваме како шпекулација, се разбира, она што можеме да го видиме по медиумите, руските медиуми кои најавуваат. Од друга страна, НАТО и Украина се уште Украина бара помош во тенкови и во оклопна механизација. НАТО најавува, односно земите на НАТО, сега да не зборуваме дека е Брисел, но Соединетите Американски држави, Британија, поголемите сојузници, се уште доставуваат помош. Ќе видиме до каде ќе оди целата работа, но ја и ти ќе се вратиме на онаа наша првична максима: повторно никој не зборува за примир и мир, што само укажува дека очигледно ќе се одоговлечи очигледно и дека овие пресметки што ќе се случуваат у наредните 3-4 месеци ќе ги направат контурите на идните преговарачки позиции на двете страни. колку е загрижувачки и страшно во ист момент, толку и е влева некаква несигурност за сите оние работи што се резултат на војната Украина, економската и енергетската криза кои што ги чувствуваат и македонските граѓани меѓу другото. Знаеш, енергетската криза и сето тоа е голем проблем, но де факто, знаеш, се помалку се зборува или се погласно се зборува во западните медиуми дека Русија и НАТО се во војна. И мене тоа не ми се допаѓа. Ако до вчера зборуваа дека Русија во Украина, а НАТО помага, се поблиску и поблиску се до некаков директен судир. Вчера јас и ти разговаравме, имаше војни маневри во Белорусија, Токму така. а на негде околу 1000 километри НАТО и елитната 101 воздушно-десантна Источното крило на американска дивизија правеше во Романија, прават и во Полска. Сечка со оружјето, тоа Многу блиску, многу големо количество оружје на многу блиска далечина. Не знаеме како ќе се одвижат работите. Сега за сега се уште е ова што го зборуваме, да причекаме денеска Путин што ќе најави, дали воопшто ќе најави, може би ова е само една од многуте шпекулации. Јас морам да кажам, и вчера тоа го зборувавме, дека западните медиуми се во една пропагандна војна од аспект на тоа се омаловажуваше победата во Солидар, се омаловажуваше, се девалвираше,
излеза нова афера која и ти требаше да отвориме сега како тема, а тоа е судир меѓу генералите на руската војска и платениците на Вагнер од една страна да и чеченците од друга страна. Околу Вагнер групата, извини што ќе... А тоа е тоа. И вчера излезе информацијата дека не видов името, предпоставам ти повеќе си запознаен, дека висок челник на Вагнер групата ги демантираше оние наводи. Ето Пригожин лично собственикот и основачот на Вагнер групата Пригожин излезе да ги демантира наводите дека Вагнер групата е присутна во Србија. Сето ова испадна изминативе недела дена, не имавме на сајтот на Слободен печат текстови изминатата недела, кои се уште не беа во фокусот на големо внимание, но ние на некој начин, барем во Македонија, ги отворивме тие теми. Се разбира, взимајќи ги од странските и од српските медиуми, бидејќи не сме таму, српските медиуми подолго време почна да пишуваат дека наводно Вагнер групата е присутна во Србија, има за задача да регрутира нови регрути, дојде до таму што вчера Стејт департментот ја укори, протестираше поради притисоците на Вагнер да мобилизира срби за своите потреби, а упати една нота до Белград, неформална се разбира, дека Белград треба да направи се да биде запрено тоа. Вучич, председателот на Србија, пред 3-4 дена излезе и рече дека немаат сознание дека Вагнер групацијата оперира во Србија и рече дека ниту за Вагнер, ниту за НАТО нема место во Србија. Една таква популистичка ви рекол изјава, но да се вратиме на... Меѓутоа, кога се демантира нешто, сепак... Темата се отвори откако еден србин, името не би му го споменал, пошто може и не му го знам правилно, поранешен србин кој се бори во меѓу овие доброволците од страна на русите, на еден свој блог на Телеграм излезе и соопшти дека голем број на срби, дел од хрвати, а и македонци, од ке нас, доаѓаат во Киев, каде што оттаму се распоредуваат во регрутните центри и се борат за потребите на Русија, за мајка Русија, како што велат. Тој не рече дека се тие во Вагнер групацијата, но можеме да претпоставуваме, бидејќи сигурно странските платеници не одат да се борат во регуларната војска, него во тие единици кои се платенички, односно под групацијата Вагнер. Тој излезе на својот блог, јас лично го гледав и го имаше на интернет и ги кажуваше деталите како доаѓаат, каде да доаѓаат луѓето, колку ќе им биде платата и сето тоа што треба да биде, така да веројатно тоа ги подгреа овие шпекулации, а дополнително излегува и информации на одредени разузнавачки служби западни, кои тврдат дека во Србија на големо оперира Вагнер групацијата, која не само да собира доброволци за потребите на своите единици, туку има некоја мисија која нели утре Балканот е нели таков каков што е. Случувањето околу Косово сепак тоа е. И дојде до уште една демант на Пригожин, именно Вагнер групацијата беше обвинета дека стои за оние блокади кои беа на Косово, каде што со србите, наводно, имаше поддршка и од припадници на Вагнер. Кој ги кажам припадници на Вагнер, тоа не значи дека се руси, тоа може да бидат од сите земји. И за крај, шпекулацијата искочи бидејќи на тие барикади задниот период покрај српското знаме, се вееше и руското знаме, и тие го изсвирка Вучич, бидејќи го обвинија дека ги предава интересите на србите во Косово. Токму така. Дејан ги прокоментиравме случувањето во Украина. Накратко, збор 2 дадовме за Вагнер групата во регионот. Што имаме од домашната политичка сцена? Како што најавив некако овој период има некаква затишје. Ни едните, ни другите политички опоненти, условно кажано, не коментираат дали ќе имаме избори, дали ќе имаме уставни измени. Меѓутоа, утре е голем христијански празник.
водици и предпоставувам дека ќе има централна манифестација за овој традиционален христијански празник. Што очекуваш, кој да го фати крстот? Не можам да очекувам кој ќе го фати крстот, ќе го фати некој верник, веројатно што предпоставувам, да. Ова што можеме да кажеме? Можеме да кажеме дека како почна католичкиот Божик од 24 таму декември до Водици, практично барем за Македонија зборувам, тоа се период на празници, нели Нова година, па православен Божик, па Стара Нова година. Сега Водици ќе се затвори овој еден круг на празнување и онда почнува од понеделник. Практично ќе почне она што го зборуваат најдолгиот јануари кој трае 45 дена и влегуваме во една и ние влегуваме сите лично во една зимска офанзива, односно каде што после оние јадења, пиење и трошење малку ќе се примириме и тогаш ќе излезе политиката на виделина, кој патем ме прашуваш за македонската политика за која не сум воопшто стручен, интензивно работи, гледаме најава за нов влез на некои партии во собрание во владеачка коалиција, гледаме лидер на една од владеачките партии како се замера со медиуми и со новинари, гледаме некои судски процеси кои ќе бидат соопштени од понеделник, каде што се очекува позитивна одлука. Сега која што е позитивна ќе видиме, за кого е позитивна. Значи политиката не мирува во Македонија и на крајот на овој разговор, кога глобалната и регионалната политика не се мирни, не може да биде ни локалната политика. Се сложувам, но ќе видиме што ќе донесат постпразничниот период во земјава, дали ќе имаме некакви турбуленции, а за тоа понатаму во емисијата ќе продискутираме со мојот прв гостин во студиото, кумановскиот градоначалник Максим Димитриевски.